Тања, како што може да слушнете овде пред владата се собрани најголемиот дел средношколци кои од рано изутринава почна со протестите за да имаме почист воздух. Пораките се нема воздух, нема мир, долу профетери, парите пред здравието. Затоа кои се пораките, кои се барањата, разговараме со Душко Груевски од Зелената револуција. Душко, еве гледаме дека голем број денеска средношколци, нивни родители излегоа на протест. Кои се барањата? Барањата се поставени уште пред 2 седмици. Владата ги разгледа. Има желба да разговараме на таа тема, но мислам дека сите разговори се веќе непотребни. 6 години разговараме за истите проблеми и само се вртат во круг нивните као во напредна фаза проекти, као се загрижени многу и мислам дека ги преминаа сите црвени граници. Денеска излеговме ние, но пред се сакавме да дадеме простор на средношколците и студентите и тие да го изразат својот револт, затоа што на вистина, пак ќе кажам, нема никаква смисла повеќе да бараме, да се натегаме и да се докажуваме. Се е на хартија, се знае, секоја мерка е позната, нема нивна добра волја за да ги решат проблемите со кои се справуваме, да не споредувам што се прави владата во најбрзо можен рок, а за овие барања секогаш наоѓа начин да се одлага и да не ќе превземете? Што понатака? Помасовни протести? Што е она што ќе превземе? Намерата е сега да, бидејќи сме од сите градови на државата, намерата е полека тоа да се прошири низ сите градови и полека граѓаните повторно да почнат да вршат секако вид на притисок за да може да се реализираат не нашите барања, туку основните екзистенционални потреби на секој граѓанин во оваа држава. Ти благодарам за гостувањето. А инаку, Тања, денеска имаше разрешување на директорка од Скопската гимназија Никола Карев, која што вршеше притисок, а учениците ја снимале дека ќе имаат големи последици ако не се вратат на часови. После ваквото видео, градоначалникот на Скопје Петре Шилегов веднаш ја разреши директорката. Инаку денеска воздухот беше и тема во собраниските клупи. Да го видиме овдека прилогот. Моментално, без сигурност непотврдено порчање. Само Никола Карев протестира, нема настава. За последиците не ви гарантира. Заканите кои денеска ги упати директорката на гимназијата Никола Карев кон учениците кои излегоа на протест за почист воздух, завршија со нејзино разрешување. Градоначалникот на град Скопје Шилегов донел решение за нејзино разрешување. Тој вели дека градот Скопје им укажал на раководителите секогаш да ги почитуваат правата на слободно мислење и правото на протест. Воздухот тема и во собранието. Прв и најважен чекор за намалувањето на загадувањето е смената на власта. Само нова и одговорна власт може да го подобри квалитетот на живот на граѓаните. Ова е цитат од изјава на Дамјан Манчевски и со неја опозицијската ВМРО-ДПМН ја почна пресконференцијата. Загрижувачки се информациите кои кружат во јавноста и во медиумите дека одредени мерни станици низ државата се исклучени или не функционираат, а со тоа и граѓаните не може да се информираат за квалитетот на воздух и случајно или не, власта не прави ништо за овие мерни станици да профункционираат. Министерот за животна средина Насер Нуредини вели дека дава поддршка на денешниот протест, но мерки се превземаат само доколку има 3 дена загадување на дозволеното. Свесен сум за големото загадување. Не се достигнати ни законските нивоа за кои е потребно да се преземат мерки. Се преземаат мерки во смисла на јавниот превоз. Целосно ги поттржувам луѓето за намалување на загадувањето. Закани за забрана за протест имало и вчера во Кочанската гимназија. Директорот на гимназијата со писмено соопштение вели дека ниту професорите, ниту учениците не смеат да излазат на протест, а оние кои ќе излазат на протест ќе бидат најстрого казнати. Канал ПЦУ биде да стапи во контакт со гимназијата, но објавените броеви беа недостапни за комуникација. Тања, како може да се види од објективот на нашата камера, во прилог на чистење на воздухот е денеска слабиот дожд. Од УХМР најавуваат дека и овој викенд Скопје повторно ќе биде исчистено од времето, од дождовите. Тоа засега, Тања, е овдека се од пред владата и протестите продолжуваат со пароли: сакаме воздух, а не профит.